Една од најпознатите британски модели, Кара Делевин, беше вистинска ѕвезда на неделата на модата во Париз. Русокосата убавица прошета за прв пат по 2 години откако призна дека се бори со зависност од друга и е на лекување. Неодамна ги изненади сите со промена на својот имидж, но тоа не траеше долго. Во Париз таа ги шармираше сите со црн продзелен фустан, чиј горен дел наликуваше на корсет, додека имаше волуменозни детали на половината. Чипка украсена со цветни мотиви се растегнуваше по целата должина. Во првите редови ја гледаше и актерката Ева Лонгорија, која Кара ја покани да ѝ се придружи на пистата. Сите обожаватели на некогаш најбараната манекенка беа среќни затоа што сега навистина изгледа одлично и јасно е дека минатото го оставила далеку зад себе. Изгледаш подобро од кога било. Конечно се врати. Одлична си. Напред. Беа некои од коментарите за поддршка на социјалните мрежи упатени до манекенката. Пејачката Кеси Вентура, поранешна девојка на Шон Диди Комс, изрази страв за својата безбедност и го пресели семејството од Њујорк пред пресудата на хип-хоп магнатот оваа недела. Многу се плашам дека ако тој излезе на слобода, неговите први постапки ќе бидат брза одмазда кон мене и другите што проговоривме, напиша Вентура во своето писмо за влијание врз жртвата, кое беше приложено во препораката за казната на Комс. Обвинителството предложи 11 години затвор за Комс, кој во јули беше осуден за 2 случаи на транспорт за проституција. Одбраната пак бара 14 месеци, што со веќе издржаното време би значило речиси моментално ослободување. Кеси Вентура беше клучен сведок на обвинението и сведочеше дека за време на нивната 11 годишна врска, Комс ја злоупотребувал физички и сексуално, принудувајќи ја да учествува на повеќедневни сексуални забави со друга. Таа ги повторува овие тврдања во писмото, истакнувајќи дека целото искуство и предизвикало огромна емоционална болка. Судијата го осуди Комс за транспорт за проституција, но го ослободи од потешките обвиненија за трговија со луѓе и заговор за рекетирање. Вентура напиша дека поради ова жири комисијата не ја виде целата вистина и се надава дека судијата ќе ја земе предвид нејзината страв и страдање при изрекувањето на казната. Одбраната тврди дека Комс се променил додека бил во притвор и дека сега се посветува на семејството и на едукација на другите. Вентура сепак изјави дека не верува во неговата промена. Тој нема интерес да се промени или да стане подобар. Тој секогаш ќе остане истиот суров, лажго и манипулативен човек, вели таа. Игор Ангелов е роден на 1 октомври 1977 година во Скопје. Тој е познат македонски театарски, филмски и телевизиски глумец. Дипломирал актерска игра на Факултетот за драмски уметности. По дипломирањето работел во Прилепскиот народен театар, а од 2010 година работи во Драмскиот театар во Скопје. Во својата кариера учествувал во бројни театарски, филмски и телевизиски проекти. Остварил учество и на повеќе фестивали, меѓу кои Млад отворен театар, Војден Чернодрински, Денови на комедија, Ристо Шишков и Охридско лето во Македонија, Грлимо се морем во Хрватска, Теста во Босна и Херцеговина, Сапас во Бугарија, како и на деновите на македонската култура во САД и Австралија. Препознатлив кај најмладата публика по улогата детективот Цветко во телевизиската серија Петко. На 28 октомври Македонската филхармонија ќе гостува во Виена на една од најпознатите концертни сцени во светот, Music Verein, на која познатата Виенска филхармонија ги одржува своите концерти, меѓу кои новогодишниот концерт кој се одржува на 1 јануари. Во Виена филхармонијата ќе се представи со спој на македонската традиција и на европската класика, ќе бидат изведени дела од тројца македонски композитори: Глигор Смокварски, Бета Илин, Сони Петровски, како и симфонија број 8 од Антонин Дворжак. Како солисти ќе настапат Ана и Игор Друловски.
Македонската филхармонија ќе ја отвори новата 2025-2026 сезона, насловена како Без филтер, на 2 октомври со почеток во 20 часот со концертот Класика Рестарт, на кој како солист ќе настапи врвниот колумбиски виолончелист Сантиаго Каньон Валенсија, а со оркестерот ќе диригира Јерухам Шаровски. На програмата ќе бидат изведени Илин со македонска парафраза, број 2, со концерт за виолончело и оркестар во емол и Двуржар со симфонија број 8.